Почитувани, на моето прашање кој што беше упатено до Министерството за труд и социјална политика се однесува во сферата на регулирање на право на вработени, на воспитувачи кои повеќе од 2 години реализираат секојдневно редовни обврски, значи се грижат за децата во градинките, но не добиваат за тоа никаков надомест, практично работат со волонтерски договори. На моето прашање беше даден еден одговор во кој што нема никаква иницијатива, покажување на интерес и покажување на активност со која што би можеле да се надеваме дека ваквиот вид на недоследност, бидејќи во градинките во меѓувреме во овие 2,5 години се примени нови воспитувачи, решени им е статусот, значи се работи за луѓе кои што во моментот се дискриминирани и не им е решен статусот, а секако дека нивната професионалност е на завидно ниво. Очекувам дека ќе се покаже заинтересираност, мислам дека на ова прашање е одговорено така паушално и упатени сме на надлежноста на локалната власт, на директорите на тие воспитни установи, кои што практично и се и луѓе, односно институции кои што ги направиле овие недоследности, а Министерството за труд и социјална политика се оградува од секаква надлежност за решавање на ваквите појави. Сметам дека на ова прашање одговориле службите, дека не Министерот за труд и социјална политика, министерката почитуваната, дека доколку добре ова прашање донесе, дека ќе покаже иницијатива и моја дополнителна надеж како дополнително прашање е дали може да се вклучат на инспекцијските служби кои што се во надлежност на Министерството, не со лоша намера, туку со намера на укажување на овие аномалии кои што спаѓаат во сферата на злоупотреба на работната сила, па да не речам и потешки зборови, ако министерот се ангажира малку повеќе во оваа сфера, ќе се избегнат елементите на структурно насилство, кој што значи и дискриминација или преференција на одредени личности заради одредени припадности. Не би сакала да е така, но 2,5 години некој да работи и да не добива надоместок и понатаму никој да не покажува грижа, а да има и пратеник кој што го поставува ова прашање јавно и пред владата и пред министерствата, никој да не го решава прашање, на што друго може да асоцира ова. Затоа искрена надеж дека министерката лично ќе се ангажира, познавајќи нејзините залагања за правда, право, особено што овие воспитувачки се сите жени. Благодарам. Ви благодарам.